Илјадници патници од крстосувачи го претвориле шармантниот грчки остров Санторини во место каде што само може да се стои, докажувајќи уште еднаш дека тоа е навистина најлошиот начин за патување. Санторини е веројатно она што ви паѓа на ум кога ја замислувате Грција во вашата глава. Секако, островот со 15.500 жители е примамлив за растечката индустрија на крстосување во Медитеранот. Островот технички може да се справи со 7 брода со големина на зграда, но кога сите ќе се појават одеднаш, тоа станува проблем, најмногу за луѓето што живеат таму. Објавата на социјалните мрежи на Панајотис Каваларис, председател на општинската заедница Тира, која подоцна била избришана, ги повикала жителите да ги ограничат своите движења поради зголемениот туристички сообраќај. Објавата привлекла големо внимание и критики, при што некои сугерираат дека жителите се ограничени во корис на туризмот. Одржан бил и состанок на кој учествувале високи функционери од различни министерства, градоначалникот на Тира, гувернерот на регионот на Јужен Егеј и пратеници од Кикладите. На дискусијата ги истакнале итните прашања, вклучително и потребата да се ограничи бројот на крстосувања до островот. Градоначалникот на Санторини Никос Зорзос изјавил за Катимерини дека бројот на патници што се симнуваат на островот не треба да надминува 8.000 дневно. Тој објаснил дека не е можно да се воведат ограничувања за пристигнувањето на крстосувачите оваа година бидејќи таквите патувања се планирани однапред. Но, општинската власт успеала да го намали бројот на денови кога е шпицот, од 63 лани на 48 година.